Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 90 на минути и вие и јас имаме права да знаеме вистината. Девето интервју со Филип Петровски. Трае 1 сат и 27 минути. Ако пред 2 недели ви реков дека тоа е најдоброто интервју на Љупчо Ѓоргиевски кој го има дадено за емисијата во Центар од кога се емитува на YouTube каналот Васко Ефтов, мислам дека ова деветото интервју е најдоброто интервју на Филип Петровски. Интервјуто доаѓа некаде 3 дена пред првиот круг на претседателските избори. Една суптилна политичка анализа со многу пикантерии, со многу ексклузивни информации. Останете со нас, погледнете го интервјуто, сигурно нема да зажалите. Добро вечер, Филип Петровски. Добро вечер, Васко Ефтов. Во овој формат на YouTube ова е веќе девета емисија. Мислам девета, да. Девето интервју, бидејќи воите редовна статистика, колку прегледи имаме? Па мислам околу 1,5 милиони дека веќе, само кај тебе на каналот. Едно време кој имаше 50 милиона прегледи ти, јас учествував со 2% од целокупната гледаност. Во акционерското. Да. Друштво да ми даеш 2% од рекламите. 2% од рекламите. Значи ова може да ви повеќе. Значи ова е некако традиционално пред сите избори. Да. Како вие 4 скокалници пред и по новогодишни. Новогодишен концерт и 4 скокалници. И нашите емисии пред избори. Нашите емисии пред избори. Да им посакаме на учесниците во манипулацијата, што некои ја викаат избори, дека гледаме, анализираме и го задржуваме правото слободно да говориме. Петровски, ние имавме и пред изборите 2020 година, според сегашните анкети, за разлика од 2020 година, фаворите ВМРО ДПМН и најверојатно Мицкоски ќе победи на изборите. Што ви очекувате? Ја очекувам дека тоа ќе биде пирова победа. Многу елементи покажуваат дека се работи за ширење на лажни вести и сериозна манипулација во која што се инволвирани државни институции, пред се македонската телевизија. Имено знаете за оној документ што го извади Фуркан. Фуркан Селиу. Да. Новинарот Тој документ е веродостоен, бидејќи не беше негиран. Значи 2 недели е стар документот. Добро, имаше нешто пишувано на социјални мрежи, не е подписот. Ама не партијата. Не е подписот на Зоран Ставревски, па се заканува овие новинари блиски на ВМРО ДПМН некаква затворска казна во трајање од 10 години, като било кривично дело, фалсификат на подписи, затворска казна 10 години, тука застана. И еден ден после тоа беше оно приведување на Фуркан Селиу или неколку дена после тоа на оној фудбалски натпревар. Еден ден после гостувањето во нашиот подкаст, он беше приведен. Сега, значи, да се разбереме и да разграничиме, иако е јасно, јас сум македонски националист. Имам многу различни ставови од Фуркан. Меѓутоа, имам едно на ЗС, тоа е слобода на говор, он има право да говори, не може да биде тепан за тоа што го изрази како став и за документи кои што ги изнел. Некои новинари, трабанти, влезени во дебело црево на Мицковски, не се одговор. Партијата не одговори. Одговара за ангажирани платеници кои што он ги нарече дека не му се ни колеги затоа што они не зборуваат слободно, они се пропулзија на партиски ставови. Требаше партијата да реагира. Нели мене ме тужа? Да, си реагира, нека тужат. Ама што правиме ако се докаже дека се неколку дена после завршување на изборите 2020 година. Значи изборите се на 15 јули 2020 година, неколку дена после тоа имате политичка анализа или настап на некој медиум на национална телевизија. И тоа беше оквалификувано дека вие го имате срушено капацитетот за преговори на ВМРО ДПМН за правење на влада по завршување на изборите предходните избори пред 4 години. Две работи, дека им го намалил капацитетот за парламентарно мнозинство да состават и соодветно на тоа и влада да не состават, со моја изјава. И јас се смеев. Со кого ќе правеа влада? Ако вие сте им го намалиле капацитетот за преговори. Ја не знам, кој ми се јави, бидејќи СДСМ направи влада, така? Да. ВМРО ДПМН за да можеше да беше тога со СДСМ, имаше алтернатива, Алијанса на албанците и ДУИ. Значи ВМРО уште тогаш пред 4 години би преговарал со ДУИ, односно со клетите албанци, со Али Ахмети и со дуевизацијата, Али Ахметизацијата на политичката сцена, нели? Тоа е се обвинувањата. Измекери се овие на Али Ахметија, ВМРО всушност вас ве тужи дека пред 4 години со некој ваш настап по завршување на изборите сте го намалиле преговарачкиот потенцијал на ВМРО ДПМН. Со кого со Али Ахмети да преговара? Јас мислам дека тоа беше покривање на поразот. Ние имавме емисија тука и после изборите и кога ме праша ти, јас реков за жал победи Заев.
Ако се сеќаваш, Јанушев у денот на изборите 20 излезе триумфално на Пладне во 12 и рече победуваме со 10 пратеници. Разлика. Јанушев излезе и вечерта, Да, само и- неколку минути кога генерален Да. секретар после затварањето на изборачките места. И изгубија. И за прв пат во историја на Македонија лидерот на партијата не се појави на пресконференција да честита. Да. И Црвенковски има честитано, и Лјупчо Ѓорѓиевски има честитано, и Груевски има честитано, и Заев има честитано. Единствено Мицковски. Дури другиот ден, од кога ја преспива нокта и веројатно успеват да го застанат на нозе, излегува и вели не изгубиле, туку Победиле. Победиле ако не биле гласовите и мандатите на БЕСА. И Да. тоа е лајт мотив, е наратив кој ВМРО го прави веќе 4 години. До ден денес. До ден денес го прави тој Значи, наратив. никогаш не признаа пораз, а беа поразени. И она што е второто кое што се провлекува и до ден денеска, веројатно и додека биде Мицко начело на Белата палата, ќе биде форсирање, односно наметнување на лажни наративи како мнение. Значи, они, еве да речеме, кога ги прават овие анкети, Тоа се анкети на државната телевизија. да, анкети што ги плаќа државната телевизија како проект на Влајко. Владимир Божиновски. Да. Значи, они што прават? Владимир Божиновски беше во една од бомбите. Мислам дека Да. разговор со газдата Беше на колку? 600.000 евра. Да, мислам се дека е со зборате. газдата на Сител Да. телевизија, ако не се Да. лажам. Тоа е бомбите на Зоран Заев. Значи Владимир Божиновски е дел на тој проект околу лажни анкети. Тука е Маријан Цветковски. Маријан Цветковски Као директор на вечен директор на вечен МТВ. директор, ни Матеја Матевски, ни Анте Поповски, ни никој овие бардови што се, па нема Мислам дека треба бисно да му направат тоа МТВ. А Или ја- може да го прогласат до пензија. до директор. пензија, кој си Брос Тито, нели? Да. 3 мандати, ако има, тоа- ако има Маријан Цветковски на чело на МТВ, може и доживотно да биде. Па ти не знаеш, тоа е способност голема, тоа е едукација, Ама вашо дете е. тоа е Маријан Цветковски. една сериозна интелигенција и интелект. Маријан Цветковски беше член на извршниот Да, беше мој комитет подпредседател. на УМСМ, Да. или Унија на млади УМС, сили. УМС да. на ВМРО ДПМН, кој вие сте У председател. моје време, точно. И исто, точно. значи имате око да изберите талент, значи. Гледате сега, тоа ќе го разберам како што ќе го разберам. Но Ама имате и живеено заедно со Маријан он, Цветковски. да, ми беше Цимер. Цимер бев. Па ми беше и глумец Цимер. Ај Цимери Тоа беше- знае, ај Цимери знаете да Гледа, одберите. тоа беше Ај Васко, тоа Цимери. беше едно време. Знаеш како настапувам ја? Ја, например, деца од таков тип, он живееше у Долно Лисиче. Оној глумец беше од Берово. Значи, ја никогаш не сум пристапувал елитистички, иако сега ВСМР е сериозна елитистичка структура со мултимилионери во врвот на партијата. Која е таа партија? ВСМР? ВСМР ти е внатрешна Северно-македонска револуционерна организација. И тоа е коректно према гласачите. Значи го променат името, затоа што Тошко Панче Тошковски. и сите слични тошковци го нормализираат Северна Македонија, така? Панче Тошковски Иако го- лагата беше дека ќе се поништи Преспанскиот договор и тоа беше бустање на патриотизмот во смисол тоа е клетите комуњари, клетите Панче учака и така Тошковски го натаму. прави статутот на ВМРО. Да. И ги Прв пат брише, ги- ја брише Република Македонија. Става Република Целосно. Северна Македонија. Да. Тој е оној статут на ВМРО ДПМН со кој се устоличува Христијан Мицковски. Имате мери од Конгрес, па барате Конгрес нели на Да. кај што ќе се гласа доверба и недоверба на Мицковски. Мицковски тоа успева да го пролонгира, успева да го ескивира Со помош на Заев. со помош на Зоран Заев и некаде есента таа година се прави новиот статут, каде што всушност членовите, председателите на општински комитети стануваат делегати, по таа маса се бират пратеници, кај што сите всушност се држат еден со друг за гуша, се бранат и бранејќи го Мицковски всушност се бранат себе си своите позиции во врвот на ВМРО. Тоа е оној символ, да речам антички, змијата што го јаде опашот. Всушност, они се бираат сами себе. Мицко ги бира луѓето, кои што после го бираат него. Тоа никаде здрав разум не би одобрил. Тоа не е никаква демократска процедура, па се вратиме на Маријан и на, Ќе се вратиме, и на да. глумецот. Значи, тоа не е нити вообичаена процедура во политички партии, посебно во западни демократии. Тоа може би таму у Северна Кореја да е принцип. Сигурно Ким ги бира таму, па они после проформа гласаат за него. И тоа навистина се случува во Македонија пред наши очи. И паралелно
со тоа такво уцврстување, они издаваат пиар соопштение дека се демократизира статутот и никаде не спомнуваат дека се брише Република Македонија целосно од статутот. Има луѓе што ден денеска, што ќе ја гледаат емисијата, што нема да веруваат дека ја зборувам вистината. Петровски, излез Оливер Андонов и рече дека на управен суд Да. ќе го проблематизира изборот или процедурата која завршува со номинација на Гордана Селјановска Да. за председателски кандидат. Таму има еден куп неправилности. Од партија, Она не е легитимно изберена. од партија која функционира со непочитување на закон и на статут. Ти очекуваш држава Вие да води ќе законски. вие ќе ја тужите партијата дека не испочитувала процедура. Каде? На управен суд. Да. Вите, со Лјупчо Георгиевски тоа го отворивме, ќе ве вратиме на Маријан Цветковски. Да, мораме. Да, ќе се вратиме. Има тука питорескна Има, апсолутно. позадина. Но да го отвориме ова прашање. Гледате, Апсолутно. ВМРО ДПМН настанува Николицот е една терористичка организација која во текот на 20-30 години на минатиот век е клучна, најмокна терористичка организација Така е. во Европа. Така е. И имате дуи. Она е и пред Гаврило Принцип, Така е. она е и пред Ира. Ја треси и Бугарија, треси и поранешна краљевина Југославија. Да. И имате дуи кој е политичко крило на УЧК, кои на почетокот се наречени терористи. Робенсон, Да. генерална Точно е тоа. секретарна. 2001 точно е. Видите, тоа е До некој четврто, пето Тоа комунике. е природна, со терористи. тоа е природна коалиција. Во наводници наследниците на две терористички организации да може да владеат со Македонија на начин како што владеат наследници на две терористички организации. Се извинувам, јас. До толку полошо за Македонија. Апсолутно. До толку полошо за Македонија. И безбедносната операција е како дуи да го извлечите надвор, за да не бидат Петок и Сабота, да не бидат Мирко и Славко, за да може барем со едно крило да се влезе во процес на демократизација. Никој со дуи, со ВМРО во власта, тоа ќе беше Вијасно. Тоа беше Джандар збира. Е, Не можеш 50 години да ги симниш Знаеш по што? пат на избори од нема власт. тони капацитет за никакво демократско владење. Изборот на Мицкоски два пати на Конгрес е сам на ливче, што е фарса, тешка, а првиот избор во Валандово е нелегитимен затоа што нема доволен број на делегати за да се отвори Конгресот. Фолкфест Валандо, како го Да, нарекол и Ковачевски. интервенциите се после на Мијалков, за уши ги фаќаат, ги носат таму, па таму нели Пандов да што се. 100 пати сум го кажал тоа во емисија. Се прави едно милена фотографија од која што пола не се делегати. Пандов е пријател, така? И ставиме Пандов ми е поранешен пријател. Сакам да бидам јасен и прецизен. Поранешен пријател. End of story. Добро, Петровски. Нели ви е малку Е, жал? сега. Нели ви е малку жал за Пандов, еве за Александар Пандов, за Илија Димовски? Сироти, толку се впрегна во промоција на Мицко, на мицковизмот, на Мицковски и да не ги стави на листа. Знаеш што? Па нели ви доаѓа да кликните правда за Пандов, правда за Илија Димовски? Па и тие се луѓе, Знаеш што, Васко? и тие се души, и тие треба нешто да живеат. Јас сум ги размислувал ликовите кој Илија Димовски, кој Пандов, кој Владко Ѓорчев и ред други. Во принцип, сега постои една длабоко филозофска борба во секој од нас. Кој е мојот идентитет? Што сум јас? И кога ќе пробаш да си одговориш на тие прашања од нивна перспектива, они без ВМРО се нула или ништо. Значи, луѓе кои што немаат идентитет, освен во партиски простори или во Бела палата, не е вредно ни да се дискутираат. Тоа не се луѓе ни со јаки интелектуални капацитети, нити се докажале во општеството по ништо. Не можеш да кажеш што е диференција специфика или што овој човек направил за да мене 20 години ми биде пратеник или функционер во партија. Толку илинденски маршови направи Пандов. Тоа ли е диференција Па и на стари специфика? години на кон научи да јава. Еве Гоце Делчев се умре сирот, млад, без да јава на кон и му направите споменик. Како јава на кон, па внуката на Гоце Делчев леше мојот Не јавал кој никогаш. Не јахал кон никогаш. А еве Пандов, значи, ако некош му правите споменик на Пандов еве во Кисела вода, ако Маријан Ѓорчев пак биде градоначалник. Аха, са, кога као на креваше- Тодор Александров. Кога креваше у 3 сатна сабајле Тодор Александров, а нели постојано се повикува дека е левото крило на организацијата, па никој од левото крило не му направија споменик во Кисела вода во време на Маријан Ѓорчев. Меѓутоа, еве ако некош решите на Пандов, на кон ќе го јавнете, ќе го качите бидејќи бил барем неколку пати на кон во Крушево. Васко, значи толку многу ликови, толку многу празни форми, толку многу
една нула, ништо. Значи, државата, резултатот, гледај, државата, сам отиди у Приштина, отиди у Белград, отиди у Софија, кај сакаш отиди у Костор, у Лерин. Ние сме буквално, за да ми простиш, ама шупакот на светот. И тоа не ради тоа што нема капацитет државата, туку ради тоа што во оваа држава на власт и во партии од Ким Ил Сунгски тип се ликови кои што ги спомнуваш, кои што мислат дека преку Facebook наративи, преку собирање на лајкови, треба да добијат функционерски плати и да владеат со животот, а всушност се интересираат за тендери. Значи, Венко никакво Андоновски, добро за значи, Венко папокот на Андоновски светот. треба да напише нова книга, која нема да Да ја се вика преименува. Папокот на светот, Да. туку треба да се вика Шупакот на светот, според вас. Па напишана е. Напишана е? Он само треба седне да гледа што се дешава. Слушай, Само да седне Само да го стави на хартија он има, тоа што да, што е он има реалноста во способност. Македонија. Он е добар раскажувач, он добро ги согледува работите, со Венко многу добро се знам. Подобро може веќе напише на Чифлиганец, сега е близок со Максим, може да направи една книга. Тоа беше вака. утка. Да, една книга Тоа може. беше утка. може Али една добро, книга. тоа е веројатно поради, финансиски поводи, затоа што типови како Чифлиганец имаат милиони, ако не и милиарди. Тоа во нормална држава не би било возможно. Дилемата дали има само милиони или има Или милиарди. милиарди, Има милиарди. да. Петровски, ќе се вратиме на Цветковски, но Мораме. сакам едно И да прашање. се вратиме на изборот на Гордана, На Гордана. пошто ме праша за... Шах играте? Јас ли? Да. Па да речеме, омилен ми е Боби Фишер. Боби Фишер. Мене ме Михаил И Талј. Спаски. Мене ме Михаил Талј. Мечот на Да, столетието. Михаил Талј ме омилен, меѓутоа Добро. еве чисто едно прашање. Ајде. Во шахот често тоа е клучно. Пешакот или пионот станува кралица. Што мисли тој ваш поранешен пријател Даштевски како прв човек на државна изборна комисија, како пион ќе стане кралица или пешак, бидејќи ако треба веќе да прогнозирам, кои ќе бидат три клучни играчи на крајот во финалето на изборниот процес, Александар Даштевски, Максим Димитриевски, Изет Меджити и тамо некаде на крајот бе остал Стефче Екимовски. И Стефче Екимовски. Да, тамо некаде на крајот Стефче Екимовски. Но Сега им ставаш ребус на гледачите. Треба да појасниме. ако почнеме да треба 3 сати, треба ќе ми избркате дома речеше во каналата, кој ќе монтира, кој ќе се бави со тоа. Значи Александар Даштевски по мене ќе биде клучен во изборниот процес. Бидејќи, знаете, полнење на кутија веќе видена работа, завршена работа. Во Америка двата изборни циклуси, последни два изборни циклуси, 2016 Според македонски модел, Според ама од 90-тите. Од 90-тите. И тоа во Западна Македонија. Хилари Клинтон има 1 милион гласови повеќе од Доналд Трамп и ги губи изборите. 4 години подоцна Доналд Трамп Обратно, победува без електронските гласови, Па ги доаѓаат губи електронските избори. гласови, Точно колку треба. доаѓа колку што треба. Да. Значи тоа се софтверски избори. Така ние кога ќе речеме нешто се случува, не значи дојдете со кофата му да пуните, туку софтверски нешто се решава. Веројатно за тоа велиш Даштевски. Па дали ќе од пион ќе стане конј или ќе стане ламфар? Тоа што треба ќе стане. Да бидам јасен, во оваа држава, како да кажам, пругата или магистралата е фатена, таа е во еден правец. Таа не може да биде изместена драматично. Сите што се представуваат за ова или она мора да бидат по тој пат. Македонија влезе во чадорот на НАТО, дали ние сакале или не, тоа е реалност. Народот гласаше на референдум против промена на името, најдова сум пратеници од Намицко резерварот, некои велат имало и многу повеќе, и ги искористија за да го фатат тој пат. Тој пат сега тешко се менува. Јас бев до промената на името за Македонија да биде неутрална воена држава. Меѓутоа, неутрален статус треба да ти го дозволат околните држави и големите системи. Не ни го дозволија тоа. Они ја извадија шведска неутралност после 200 години. Така, и па финска. сега- И финска. Така. И една Украина, Кој има 1100 километри граница со една Украина со која што беше пета нуклеарна сила Сила. 90-та, е у руина, Така е. нас ке не фермаат. По подпишан договорот Будимпешта 93-94 година со кој гаранце Велика Британија и Франција и Кина и Соединетите американски држави кај што Украина се обврзува да го уништи нуклеарниот и да го врати на Русија. потенцијал, нели? Да. И со тие авиони, броди и така натаму што ги враќа
Украина, Русија всушност се напеѓа. Меѓутоа тоа е некоја Друга емисија. Тоа е некоја Кога ќе го фатиме патот на Лазански. Кога ќе анализираме, ако знаеш тоа предавам, така што можеме тие работи да ги дискутираме. Петровски, Много друга прилика. Ако го земеме патот, кича во Охрид, тоа е всушност парадигмата што нас ни се случува. Океј, еден дел на публиката ќе рече, јас се согласувам дека станува збор за неспособност и некапацитетност, но има две други тези. Едната теза е не смееме поради американците да изградиме кинески пат, и втората теза е кинезите намерно прават обструкција да не се изгради кинески пат, за да може да влијат на изборните процеси. И вие кога ќе ги земите двете последни тези, вие всушност сваќате во кој процес се движи Република Македонија. Ако тука се сопри Будимпешта, Белград патот, кон Атина или доле кон Истанбул, всушност Македонија оправдала суштината на своето постоење. Ако не, ќе стане Палестина. Ќе стане Палестина. Значи, луѓе кои што го разбираат ова што го збориме, ќе се сложат и сега ќе климнат со глава. Најголем дел нема ни да разберат за што зборуваме. Ќе се фатат за глумец, ќе се фатат за мерен, за небитни. Ќе се фатат за кваки кои што се, да речеме, едно 50 пати по-небитни. И во таа линија јас го гледам и влезот на Бехтел и Енка. Значи, дали тука има криминал? Најверојатно има. Сигурно. Кој што прави со Бехтел и Енка, ја не знам, нити е моја работа. Не дека е криминал. Но дали е тоа фирма која што покрива операции на одредени американски служби? Апсолутно. Дали одредени финанси тука се вртат за операции кои што се од стратегиско и безбедносно значење за американците? Каже се вклучува турска фирма, значи комбинација на американски и турски капитал. Гледате целата таа конфронтација со Турција околу F-16 авионите, па правење на фантоми на Ама ги добили? Ги доби. Се испазарили? Се испазари за Шведска, се испазари за Финска. Се испазарили? А ние? И тоа е големата. А ние што добивме? И тоа е големата игра. Па ние добивме блокади. Трите подолгото, како се вика? Ако ја парафразираме тезата на Рублја патриотите дека во Украина американците ќе се борат со Русија до последниот украинец, нели таа нивната, тогаш веројатно, ако тоа го сведиме на македонска територија, овие Рублја патриоти или таа структура ќе се борат до последниот македонец против американците. Против американците. Значи треба да расчистиме одредени работи. Јас го знам антиамериканскиот сентимент кај дел од македонците и тоа е оправдан. Меѓутоа, историски погледнато, Македонија никогаш немала поголем сојузник од американците. И ја не сум проамерички настроен. Ќе пропадне ова империја. Но јас сум само ќе пропадне ова американска империја. Па штом почнавте вие Инфомакс американци да станувате да браните американска? Ова има да пропадне 100-0. Не, грешка си. Значи, дали ќе пропадне или не, јас не знам. Нема да ве преживее американската империја. Она може да ја преживее Кина, може Русија да ја преживее, али вашето браниње нема шанса. Ми се допаѓа твојот стил, бидејќи ти мора да чачнеш и јас го прифаќам тоа со задоволство. Ќе ти кажам, не, друго е. Па и Кока-кола пиете американски пилот. За разлика од русите што мора да прават некоја руска Кока-кола. Абе, знаеш како, у принцип највише ги бранат русите нашата емиграција што живее у Германија, у Америка, у Австралија и у Канада. И ја имам едно легитимно прашање. Па зашто не отидат да живеат у Москва или не знам таму? Белорусија. Да. Почи се ваздухот, да. почи се. И од позиција на тоа уредување каде што главата не ти е сигурна на рамениците да можат да ја бранат. Но не е тоа поентата. Поентата е следна. Јас само обзервирам тоа што го гледам и велам, не сум проамерички настроен. Јас сум само објективен. Македонија на сила нагурана во НАТО и сега е дел од тој чадор. И релативно е стабилизирана безбедносно. Не е стабилизирана од корупција и крадење од политичките елити внатре. Тоа би требало да дојде. Тоа ние треба. Тоа би требало да дојде со приемот во Европска унија. И затоа мислам јас. Ја не мислам дека е друго мотив, освен да се пролонгира влезот во Европска унија, за да не важат параметрите за корупцијата таму кај нас. Секоја година е неколку милиарди, Васко. Така е. Секоја година е неколку милиарди за политичките елити. Тезата која сега се слуша во кулуарите, дека најдобро за Македонија е да има кандидатски статус, а никогаш да не стане членка на Европската унија. Бидејќи ние ко мали џокица ќе ги трошиме парите, ќе си правиме корупција и криминал и нема да одговараме за тоа. И ќе бидеме вечно кандидат за прием во Европската унија. Ти земја е Хрватска. Таму за 50.000 евра европски пари доаѓа ОЛАФ, се дига
ударна Има вест. контроли, све. Ударна вест е на национални телевизии. 50.000 евра. Тоа кај нас со едно камионче, тракторче се прави. Ама од таа Хрватска од наши За деца, да- од наши деца да работат. Да, за Вие да- не може да најдете пица мајстор, не може да најдете келнери, не може да најдете молери, не може да најдете Зошто? луѓе кои работат сервисни услуги, бидејќи сите се у Хрватското. Уреден е системот. Апсолутно. Уреден е системот. Овде за добро утро се краде милион. За добро утро се краде милион. Така што, веројатно, не се они толку антиевропски, антиамерички настроени, колку што се антисистемски настроени. Да нема систем, да нема обвинител, да нема структура која што ќе ги гони. Партијата да ја поека од се тоа. Тие би сакале да бидат ко женска сукња, нели, ко мини женска сукња која не може цело тело да го покрие, па по потреба малце кон колениците, малце кон бедрата, како им одговара така да се растегнува Се државата и во момент кога тоа не може да го направат, тогаш почнуваат плачењата, почнуваат хајките, дуи, албанците, и албанизират, едуизират државата и така натаму. Ја мајката, ако беше со нас, Ако беше 11 тогаш години не со нас, беше. тогаш дуи Да. беше ставен на маргини. Талат, сега терористот тогаш не. Да, ако министер одобра не беше не Абе, кажи беше цело време дека не е беше, терорист. не беше Да. терорист. Петровски, пред да се вратам ке Цветковски. Партија и раководство, мислам Груевски Мјалков, кои ја слуша цела држава, а најмногу, значи да бидеме многу поштени. Значи многу помалку го слуша СДСМ, многу повеќе го слуша ВМРО ДПМН. За да знаат што параните, што размислувате, што може да им се случи, бидејќи како велат италијаните, вие може 5 гола да дајте, ама ако примите 6 гола го губите над преводот. Значи за да не го изгубите над преводот, да имате најмалце нерешено, треба да имате цврста одбрана. Филозофијата на прислушкување, секој во ВМРО ДПМН е да се има контрола на своите, а подоцна на другите. Значи Груевски Мелков, кои снимале се, ќе му дозволат на Мицкоски без 10 хипотеки на Фолкфест Валандова да стане лидер на ВМРО? Ја мислам дека не. Апсолутно не. Јас сум и денеска убеден, тоа сум го кажал и тука и на други 100 места, дека тоа е една сериозна операција. Тоа е сериозна операција. Која што е спроведена од А до Ш по ноти, а во сценариото е да се стави човек кој што ќе овозможи промена на име, промена на устав, да се завршат сите болни процеси со импрегнирање на партијата, правење на партијата со отапена острица, со глумење протести против име, со разбивање на структурите унатре, користење на ликови као Палчо да ги скаруваат луѓето. Не ми е се јасно и тоа е се видливо. Може само да не го видат слепите и да не го чујат глувите, ама тоа не е мој проблем. Вие имате ВМРО-вска визура на тие процеси. Јас малку поинаку размислам. Имам, да. Да, јас малку поинаку размислам. Операцијата Мицковски е безбедносна операција на статус квото во Република Македонија. И мислам дека е изведена од странците. Значи, јас мислам дека од домашната структура... Ама у договор со странците. Со некои структури. Не е изведена случајно. Ако го земите, да, ама тогаш е период кога Филип Рикер и екипата на Филип Рикер, Кристофер Хил е всушност политиката на Калето во Република Македонија. И тие спроведуваат... Тоа ли е жабокречината у State Department? Апсолутно. Филип Тоа ли Рикер, се кој доаѓа во Македонија, истите ликови што а ја- при тоа не кажува дека е веќе пензионер и пензиониран дипломат. Па може нешто лови му матно. Па добро, Джеймс О'Брајан и двете негови изјави во однос на Христо Мицкоски беа сериозно торпедирање, сериозен удар на политиката на ВМРО. Дека не би купил ни ни возило од Да. него и некој тоа мораше таа санација на штети да се направи со кирилица екипата во американското Кале. Ја не мислам дека е санирана штетата. Не е сериозно. Пиете кафе вие со Бурчевски? Не. Стрејке кој завршавте на црна листа. Кажете таму инфо, мака се го пие некој да не Знаете заврши што? на... Кој пиеше кафе Мене со не ме Бурчевски, интересира, заврши на одма може да ме става, така црна сака. листа. Одма може да ме Стефче става. Кимовски, сутепа кафење пиење, заврши на црна листа. Па мислам дека му ја смисли, дека му ја смислија, овој наративот му го смислија, дека не е како човек кој е про-Путин, кој е про-Русија, кој е про-югоносталгичен, туку дека е Доналд Трамп, дека тој има лиценца да биде Доналд Трамп во кампањата. Знаеш како, јас ти кажав, пак ќе повторам, не сум проамерикански настроен, јас сум само common sense, гледам што се случува во светот, гледам каде сме, се плашам да не има трета светска војна и нуклеарна војна, да е Боже, да не се случи Почна тоа. кој Иран го нападна Израел, Да. па кога легнавме со трета светска војна, се разбудивме, војната заврши така да Ама заврши Ајнштајн вели светска четвртата војна. ќе се води со камења и со стапови. Тоа ме плаши. Тоа е едното. Второто,
Ја сум бил во Америка 20 и нешто години и немам ни план да идам. Моторот тамо ви останаш, што Не, ве моторот напаѓа беше- медиумите или се го или се го вративте моторот? Тука беше моторот, ја не знам како ми го упика во муавети дека е таму, меѓутоа тоа е таа добра партиска пропаганда и тоа не ми смета. Ја не возам мотор 20 години исто. Значи тоа беше една епизода во животот на која што ми е драго. Еве гледате дека Заја вози мотори, има моторџиска банда, па никој не го спомнува. Пандов имаше мотор, никој не го спомнува. Баџанакот на Христа Значи, Мичко си сите заедно, они- заедно со Заев Да, возе мотори. И гледај се, беше тоа конјунктурно, Филип ќе го напаѓаме. Да ја завршам сериозно мислата, бидејќи не е битно околу моторите, побитно е тоа што мене на вистина не ме... Требаше да бидете изфрлени од трката за наследник. знаеш ли зашто е тоа? Наследник во ВМРО Е, ДПМН. Требаше да бидете изфрлени. Тоа се тие условно наречено прокси операции, безбедносни операции што се прават. Но во најголем дел не се прават од странците. Во најголем дел се прават од статус квото во Република Македонија. Кога ќе речеме статус кво, Да. мислиме на олигархија, мислиме на тајни служби, мислиме на медиуми кои се под нивна контрола. Тоа се структури на Сите, статус, сите заедно. структури на статус квото. Гордана, Силјановска вие дел на статус квото. Делумно сте Пендаровски дел на статус, но Гордана Силјановска е дефинитивно дел на статус квото во И на Република. темната транзиција. Имам тука што да кажам, и тоа завршам за американците. Значи, воопшто не ми е гајле дали би ме ставиле на црна листа. Прво, нема зашто, ама и да ме стават, окей. I don't care. Значи, буквално I don't care. Затоа што немам јас таков однос, ја не морам да се удварам на никој. Мене не ми треба нешто па да морам да молчам. Они имаат два начини на кои што работат. Или те фаќаат преку тајни служби и те компромитираат, или те снимаат или што и да правиш, бидејќи, како што реков, сите политичари наши се мултимилионери. Сите се со фирми во странство. Пола од раководството на Мицко има фирми у Бугарија. Другата половина или 3/4 имаат пасоши, глумат патриоти тука. Ама они многу сакаат река. Е. Многу сакаат река. Да, Најголема и- европска река е Дунав, така да Виена им е омилена дестинација. Тоа е плюс. Виена им е омилена И сега, дестинација. или вториот момент што го користате, дискредитација. Значи, кога нема за што да те фатат, тогаш не знам, возел мотор, правел ова, правел она. Ништо од тоа не е точно. Ако И го- не знам зашто би го говореле, освен да ги објасниме Ако- начините на кои што Ако функционираат. во Вардар толку жални врби може да се стават, можете ли замислите во Дунав? Која инвестиција би разлика е. била? Која инвестиција би била? Да. Па тоа жални врби може да се стават повеќе од оние ветерниците помеѓу Маđarска и помеѓу Австрија. Па таму многу струја може да дојде. Може и толку. Може и преку Бугарија да се сврти, нели? Ова операција Маријан Цветковски, Да. односно Се лажни. враќаме ли? Да, па таа е клучна операција. Да. Луѓето не знаат дека Маријан Цветковски за Хари Булгаракис, видите, во она книга на таткото на Љупчо Нешков од БГНС, Добро. не знам дали имате прочитана таа книга или немате. Ја имам држано во раце, знам зашто Тој се работи. објаснува како бил малтретиран неговиот татко, кој не завршува на Голиоток, завршува во Тузла, но во затворот Идризово некој Булгаракис како чувар. Случајно може и роднина дедо Можеби, не се на знае. Захарија Хари Да. Булгаракис. Ова структура која е начело на државната телевизија Добро. доаѓа од позицијата кога се сопственици или нешто слично на сопственици на целиот систем курир. Добро. Или процесот на куриризација во Република Македонија. Да. Тоа е линијата на Мартин Протугер. Да, точно. И тие доаѓаат на чело на државна телевизија и сега се случуваат овие анкети кои ги открива Фуркан Селиу, проект кој поминува на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, се спомнуваат пари, се спомнуваат облигации, како вели врз база на веќе утврдените. Значи вака, ова е Правило. според мене тешко кривично дело. Мислам дека сега да не ме разбереш погрешно и ти гледачите, има геноцидни величини. Зашто? Затоа што се доведува континуирано, планирано и надвор од дозволеното според законот во заблуда цела јавност. Се шират лажни вести, се прави проект кој што го плаќа телевизијата на структурата која што треба да ги продуцира лажните вести, а во корист на тоа да се преземе власт. Значи, ако ова го погледнеме како план
Ние можеме да заклучиме дека значи се е дозволено. Петровски, Значи нема закон. Вие верувате дека е тоа точно? Ја верувам дека е точно. Дека поминува неизвршен, Да. дека дел од тие документи завршиле ке Фуркан Селиу, дека тие се веродостојни документи. Да, верувам дека е точно. Затоа што го знам фингерпринтот како функционираат работите и второ, затоа што не се јави партијата, туку проба да го минимизира тоа. И дури проба да го апсат, нели го апсија, проба да му наместа дека се тепа со полицајци и не му ги извадија Тој дури снимките. обвини дека ако нешто му се случи, виновен ќе биде Панче Тошковски, Драган Павлович Латас и партијата ВМРО да помане. Не знам у која конотација Латас, меѓутоа дека се направи операција да го заплашат, која што по мене беше погубна за нарачателите, бидејќи ниеден албанец нема гласа за Гордана сега. Ги изиритира у кампања. Гледам и не ми се веруваше што прават. Имаше изјава на Африм Гаши дека ова ВМРО не е исто како ВМРО од времето на Груевски. И еден ден после таа изјава на Африм Гаши до јапсењето кога е легнат пред возилото Фуркан Селиу. Значи декласиран ли е веќе Африм Гаши? Класична грешка. Значи декласиран ли е Африм Гаши кој е дел на таа влан или како се нарекува албанска или операција за минимизирање на можноста за транспортирање на гласови кон Гордана. Гордана Силјановска. Да. Што е Гордана Силјановска, например? За мене? Да. За мене е Гордана Силјановска парадигма на безличен политичар. Дефинитивно не можам да ја заборавам и не сакам да ја заборавам незината улога во владата на Бранко, во најтемната транзиција на овие простори, во период кога 200 до 300 илјади луѓе се оставени на улица. Она за тој период... Сите се фаќате за тој период. Па зашто да се фатиме? А добро, се сеќавате ли на територијалната организација 2004? Чекайте, не, тоа е подоцна. Тоа е подоцна, се сеќавате ли 2004 година територијална организација? Да. Пред Трифун Костовски да се кандидира на изборите 2005 година, Добро. те имат некое движење, мислам дека Калинка, И таму беше и оно. им е заштитниот знак. Тамо и Билјана Ванковска, тамо и Гордана Силјановска. Точно. Јас немам информации, но поставам прашање дали вие може да располагате со информации. Тој закон за територијална организација, бидејќи Гордана Силјановска е експерт за локална самоуправа. Да тоа е докторатот. Тој е докторатот. Она не е експерт за уставно право. Докторатот е Бидејќи за локална изборите самоуправа. 96 година кои се прават. Според новиот закон за локална самоуправа, мислам дека го прави Владо Поповски, тогаш е министер за правда, но процесот почнува кога Гордана Силјановска е министер без портфел во влада на Бранко Црнековски, тогаш почна да се работи на новата локална самоуправа и територијална организација. Точно. Па доаѓа 2004 година оние големи протести кога Груевски со пунтото води по скопските улици и им ветува на Бучко кога го ваде од струга? од Струга со хеликоптери, запалеа ќе од запалеа Струга. од Струга. Да. И им ветувавте дека Кичево и Струга ќе се вратат во македонски раце, после беше пупу не важи, никој не се ни се. Исто како Панче Тошковска зимето. Да. Северна Македонија. Гордана Силјановска ви е впрегната во тие процеси или не? Јас мислам дека НЗС на тие процеси е цело време, поблиско или подалечно. Пак ќе кажам, темната транзиција е период кој што можеби ние ќе кажеме е зад нас, меѓутоа да ги прашаме семејствата у кои што има смртни случаеви, самоубиства, иселување од Македонија, растурени фамилии, уништена иднина и така натаму. Македонија гледаш дека и се намалува бројот на население. Продукт на тоа е таа транзиција. За таа транзиција она зборува. Се извинувам. Може само Може тука на тоа секако. праша. Ова морам да го довршам. Да. Вие од наследници на терористичка организација, нели така? Во зборам за ВМРО-ДПМН некога направено. Јас така сум ја доживувал. Не, ама јас чисто идеолошки јас така од 95-та, нели сме зборале за Конгресот Кичево. И некаде 93-4 кога почна транзицијата, тие деца на транзиција, жртви на транзиција почнаа да гласат за ВМРО-ДПМН. Па тоа е нормален. И вие обвинувате олигархија, Да. приватизација, грабеж и така натаму. Да. Ова ВМРО-ДПМН е продолжена рака на олигархијата Така во е. Република Се Македонија. сложувам. Значи идеолошки не обезличено, туку опустошено е ВМРО, бидејќи станува во овие години на Христијан Мицкоски, кој е дете на статус квото во Македонија, И продолжена рака. И на комунистичката номенклатура. Да. Значи, гледај, Васко, пак ќе ти кажам. Тоа што денеска се представува левица, радикали, жестоки и така натаму, тоа беше ВМРО во 90-тите. Луѓето доаѓаат по помош
во партијата. Луѓето немаа избор. Единствена македонска структура, единствена идеолошка линија имаше во таа партија. И ние сме се бореле против таа Гордана. Ние сме биле на улици. Знаете, вие секој се сметале дека приватизацијата е символ на тоа време. Да, на криминал. А јас сум сметал секојаш дека фришоповите Тоа е се плюс. символ на тоа време. Тоа е плюс. Ајде направите само список кој имаше добиено фришопови. Па малку имаше и сопругот, нели, на Давкова. Јордан Камчев. Да. Ленче Софрониевска, генерален секретар на Бранко Цренковски, значи жената Фрчко. која ги прави, братот на Любомир Фрчковски. Фрчко. Овие што подосна стана Тутун, Пелистерка и така натаму, да, цели и тане, како се нарекува. И сопругот на Гордана Селјановска. Видите, тама немаше случајни луѓе. Како ќе ти дадат милион марки на ден? Кој ќе ти даде милион марки на ден обрат да правиш? Бидејќи Гордана Селјановска вели дека се иземала од дискусиите за фришоповите, кога расправа владата на Бранко Цренковски, сите седници од владата на Бранко. Ама не се иземало од земање на фришоп. Се снимени, сите седници се снимени. Мислам дека снимките можеме да ги најдеме или во архивот на Република Македонија или можеме во архивата на Македонската радио телевизија. Таму нема да најдете, сигурно се уништени. Јас баш би сакал да се отворат тие снимки, да видиме дали се иземала или дискутирала Гордана Селјановска и дали се бунела зошто на Јажинце, а не на Табановце. И дале. Некој добил фришоп. Има уште една секвенција, уште една приказна. 94-та година Сојуз за Македонија победува на изборите, ВМРО ДПМН Петар Гошев бојкотира втор круг на парламентарни избори, не се признава изборот на Киро Глигоров, Бранко Цренковски треба да ја соопшти новата влада. Либералите постават на Стојанадов разни услови, на крај одлучуваат дека може на ниво на поединци да учествуваат во таа влада, но нема да ја гласат таа влада. 12 часот 00 е последниот рок каде што Бранко Цренковски треба да ја соопшти владата или имињата кои ќе се дел на таа влада. Се пробива рокот, ние ко новинари сме замолени со име дома да не чекаме, нема да има пресконференција и дека Цренковски ќе добие нов мандат. Некаде околу 12 часот и 15 минути, 12 часот и 30 минути, кога веќе поминат законскиот род, ни се јава дома на фиксни телефони, и он мора да го врати мандатот. Да, не го враќа мандатот, има пресконференција, соопштува новата влада. На прашањето по завршување на пресконференцијата зошто се проби рокот, беше одговорот дека Гордана Селјановска до 12:00 молела да остане дел на таа влада. Ја нека демонтира Гордана Селјановска, Бранко Цренковски. Ќе демонтира. Она за Бранко, до ден денеска, ете, у сите емисии, нели се пробува да ја направат прифатлив лик, иако ја, мислам, outdated скрос. Секаде за Бранко зборува со пиетет, дека е мангуп, дека е надпросечно интелигентен. Брза мисла, тако викам, многу брза мисла. Јас го гледам тоа и не ми е чудно што го зборува, бидејќи она е дел од тоа милје. Мене ми е жал за тие вомаровчиња, што ќе глас, да се послужам со нели на Фрчко, на Фрчко е тоа. И на Митко. Тоа е на Фрчко, немајку деминутив, не е деминутив, другари вомаровчиња и браќа и сестри. Него е искрена жал, како се направи антитеза од тоа што беше во 90-тите и уште искачаат и ја бранат, па била паметна, па го цитирала Хегел, па не знам, Платон. Гледам и не ми се верува. Гордана Селјановска е поголем удар за ВМРО од Халкидики екипата на Илче Гелис. Добро да ми се баре геј лоби, а ова е, мислам, класична левица. Класична, како да ти кажам, ова ти е класична антитеза, не можам посериозен збор да замислам. Џо Бајден, во политичката мисла, Џо Бајден, е забаваче успоредба со структурата и содржината на мислата на Гордана Селјановска. Јас сакам една работа тука да прашам, сега апропо локалните избори и прво експериментот со Тетово, 96-та се направи експериментот со Тетово, до 96-та Тетово имаше македонец градоначалник и они го направија тој експеримент, споија, нели, албански села и направија мајоризација на македонците и од тогаш 96-та година као успешен Струга пилот. Не, покасно е. Струга и Кичево е 8 години подоцна. Сега оние направија таа транзиција од македонски во албански град. Гледаме денеска што е Тетово. И во 2004-та, нели, ВМРО го оспори со референдум законот, а Бранко во коалицијските договори направи
сериозен геноцид врз македонците и укина македонската држава. Тоа не е доволно разгледано. Прво ја даде Струга, одложено го даде Кичево за да не биде голем удар и многу малку луѓе денеска тоа го зборат. Спои албански општини на Скопје, за да Скопје стане двојазично. До тогаш Скопје немаше 20% албанци. Ние многу брзо забораваме што беше направено и како беше обезличена Македонија. И вие го покристе тоа. Не сум дојден до тоа. Јас во моите истражувања, во архив, открив белешки на Бранко, каде што ги црта и прецртува градовите. Ја тоа го објавив. Мене ми е многу жал што во оваа држава никој ништо не чита, што сите судат и пресудуваат по партиски налог, што се работи за нискоинтелигентни луѓе и у принцип аутист, мислам добро, не е соодветен зборот, се извинувам, луѓе кои што не се уклопени у нормално расудување, кои што не гледаат што е реалноста, туку ја слушаат партиската вестина. Добро. Сега, Кај утисти. само едно прашање. Имате луѓе да речеме кои Тоа е природно, се сомничат како Ајнштен, како Тесла дека имате Цукерберг, и така. Илон Маск, Така Аспергер. окей. Така да не го отвараме тоа прашање. Јас се извинив. Значи искрено се извинив. Немав намера никога да навредам. Се извинувам. Го искористив како нели Како парадигма, како метафора. Збор во честа употреба, во колоквијален израз. Она што јас сакам да го прашам. Дали Гордана учествува во законот во кој што се дадени Струга и Кичево? И никој не поставува. Сакам да ми одговори. Никој не поставува прашање. Бидејќи она има докторат во Љубљана на 43 години за локална самоуправа. Дали незината експертиза учествува во тој закон во кој што Македонија добива кантонален изглед како денеска и се спојуваат од Струга до Скопје албански општини? Ево како Рил ќе го извадиме, Извадете го. ќе го пуштиме, Сакам одговор. ќе го извртиме, Сакам одговор. ќе го извртиме по социјални мрежи. Да. Ги молам овие пријателите блиски на СДСМ да не ни прават разни обструкции, пошто Ричот ни го намалуваат. Ни го намалуваат со тие нивни обструкции што не ги има ставено на социјални мрежи, но ќе го извадиме како Рил и ќе го објавиме. Јас можам една работа ти кажам. Што сакаат нека прават ќе биде гледана емисијата. Не затоа што ние не знам што откриваме, туку затоа што слободно зборуваме. Овие најдобри интервју што го давате во рамки на емисијата по Центар. Пред 2 недели беше Лјупчо Георгиевски, истото го кажав, и така беше насловот на емисијата најдоброто интервју на Лјупчо Георгиевски, мислам дека ќе биде најдоброто интервју на Филип Петровски. Благодарам Васко. Секој зборувам тоа што го мислам. Петровски ние веќе Колку зборуваме? разговараме, па сам мислам дека околу 47 минути. Јас само се загревам. Да, 47 минути и ова има таков темпо, таков интензитет. Васко, Ајде, 140 минути ќе збориме. Зошто ја бараме вистината. Зошто толку се инсистира на Гордана Селјановска? Еднаш изгуби, втор пат се кандидира, сега во многу полоша кондиција, политички секако. И полошо изгледа. По споредба од пред 5 години. Има една теза, дека можна Македонија, тоа дури бардот на Дагао новинарството го кажа или го напиша пред една недела, има теза дека Македонија може да влезе во, јас тоа кажам веќе 6 или 8 месеци во овие политички анализи кои се за мембари, дека Македонија може да влезе во политичка и во уставна криза. Може да не успеат изборите, да не резултират со формирање одредена влада. Нешто слично како Хрватска. Хрватска, Црна Гора, Бугарија и така натаму. А можно да нема цензус на претседателските избори. Ако Мицковски види дека Гордана Селјановска не води доволно или дека не може да биде избрана бидејќи нема коалиционен потенцијал, може ли да се случи да нема цензус тивко да го потира ВМРО ДПМН вториот круг на претседателски избори? Тука е замката што му ја поставија од другата страна. Затоа што она флоскула жена ќе биде многу далеко од реалноста. И они му го врзаа вториот круг со парламентарни избори. За таа еуфорија што ќе имаат они жена ќе биде да го постигне цензусот и стево да биде. Петровски. За жал. Дуи запишаме. Дуи води одредена кампања дека изборот на претседател треба да биде во Македонското собрание. Да се вратиме во ерата на Киро Глигоров, бидејќи првиот избор на Киро Глигоров е во Македонскиот парламент.
Првата драматична поделба на Македонија пола-пола е изборот на Киро Глигоров, бидејќи првиот избор на Глигоров не успеше. 60 пратеници за Киро Глигоров, 60 пратеници против Киро Глигоров. Па се прават пируети, па се измислува некоја функција За Љупчо. подпредседател на председател, не подпредседател на државата, туку подпредседател на председателот и поминува вториот круг на избор на Киро Глигоров. Сега Дуи инсистира, односно тоа го отвара Арбен Таравари, го прифаќа Дуи, тоа е еден од условите, освен француски предлог 20%, албанците нели се трни таа одредница, третото е да се избира председателот во парламентот. ВМРО ДПМН тоа го прифати, влезе во некои преговори со Дуи, значи сака да има некој капичик на преговори со Дуи, но ако се влезе во одредена парламентарна, односно владина криза, да имаме победник на изборите, но да не може да формира влада, тогаш мислам дека Мицковски тоа би можел да го тргува, бидејќи ние не можеме во исто време да имаме и владина и да имаме председателска криза. Ако нема цензус за председател, ќе морат да бидат флексибилни во однос на владата. Дали Мицковски би ги жртвал председателските избори горе на Селјановска, за да може да се пазари да бидат понаклонети, да тој, иако нема коалиционен капацитет, да може да ја формира едната влада. Јас мислам дека Не разбирате да бидеме најасно, Стела ќе биде председател, тоа за жал го велам, се оградувам. Мислам дека тоа е жртвата што он ја поднесува. Значи, он да даде учество во изборот на Стево, за да нема председателска криза. Тоа значи ќе имаме владина криза. Да. Тоа значи Тала Џафери, значи вие проценувате дека има владина криза, дека Тала Џафери. Да. Може да има некој Дритана Базовиќ сценарио. Да. Со продолжен мандат 16-18 месеци решавање на сите клучни проблеми. Па нели му кажа сите албанци промена на устав, Имаше пред една па недела, изборна влада. имаше пред една недела изјава, тој им се обратил на лидерите на албанската опозиција со понуда за коалицирање, тие уште не му имаат вратено. Тоа беше негова изјава условот. беше негова изјава пред 7 дена. За разлика од македонците, албанците имаат многу поквалитетни политичари, имаат кауза, имаат идеологија. И они се договараат за работи, кои што на нив им се од интерес. Они не се договараат у интерес на македонците. Но мора да има еден кастриот или два кастриот каѓереџа, како? еден скендерзеј. Тоа е све милје. И во еден момент, без разлика што партиите ќе се договорат, тие ќе излезат кречат, па ние не прифаќаме да учествуваме во влада на Мицковски, ако претходно не бидат направени уставните измени. Кажа, и пак ја повторат. Партиите може да влезат, но 1, 2, 3 поединци, тогаш од 63-4 пратеника ти паѓаш на 60. Така е. Влада на стаклен нозе. Така што тоа се прокси операции некои кои се случат во Република Македонија, но гледате, личности избрани од статус-квото и Селјановски и Мицковски вас ви се импрегнирани во целиот тој процес. Сега, ако може да го расширам светогледот, проблеми со застојат во евроинтеграцијата, Кој е гарант на Мицковски? Груевски, Мјалков? Кој гарантира за Мицковски? они може гарантираат, ама не сум сигурен дека е доволна гаранцијата. Има нешто потпишано Мицковски? Не знам. Тој сигурно не е само слушан, бидејќи сите сте вие слушани, ние сме слушани. Така е. Па не ве стајле на клучни функции. Не. За Мјалков и Па не Груевски да ве одговараме стават на клучни карактерно. функции, освен што сте слушани, тоа е нешто да потпишете, да гарантирате. Па имаше такви моменти, заменици. Како вика Мицковски во еден подкаст, играл на берзата. Или оној Па подкаст носител, играл на берзата. На која берза, на струјата? Па не знам, така вика, играл на берзата. Играл на берза. Ја не се сомневам дека некаде и нешто, не знам точно, но сакам на друг начин да Поставуваме прашање, не даваме констатација. сакам да ја деконструирам пошироката слика за после избори. Значи, на албанците им е преку глава затоа што со Македонија заглавена и Албанија. Со заглавувањето на Албанија дејате дека има проблеми и во Косово со тие српски општини. Тоа не е веќе проблем на Македонија и Албанија, тоа е проблем на американците. Оној Додик таму се спрема да се отцепува. Петровски, ние имаме Охридски договор. Не Охридски договор од 2001 година. Од 2023. Од 2023. Српски Охридски договор. Кај што Косово и Србија, кај што се решава Косово. Зашто ги доведува во Охрид? Која е символика? И ние сега со ваква политика на статус-квото сакаме зад Косово и зад Србија да остане. Тоа е всушност и желбата на Србија и на Косово Македонија да остане зад Косово и зад Србија. Посебно на Србија, тоа е секоја стратешката цел на Србија. Македонија да биде зад Србија. Ако Македонија биде зад Србија, тогаш ќе мора да се врзи за Србија. Васко. Зашто таа белградска елита
во рамки на српскиот свет, Да, Македонија ја смета како дел на српскиот свет. Бановина. Како што Украина русите или рускиот смета како дел. Клучниот проблем во таа Украина, втор пат се враќаме некоја следна емисија ќе направиме. окей. Тамо се водат битки на територија кај што живее доминантно руско население. Така. Кај што Русија од оваа страна на границата и Русија од таа страна на границата. Клучно за Путин, најголема страв на Путин е русите од таа страна на границата да живеат подобро од русите од оваа страна на границата, бидејќи тогаш русите ќе гледаат дека овие нивни браќа и сестри од таа страна живеат многу подобро. Па они ќе сакаат да идат ваму. За Србија е затоа тие ни дава и вакцини, затоа ни помага, фала многу, нели? Тоа не го сметам за нешто штетно, но зборам како нивна филозофија. Ние да зависиме од нив. Државна Ние да одиме тамо, уво Лидел и така натаму и така државна натаму. стратегија. Тоа е нивна државна стратегија. Така е. Суштината на српскиот свет е тоа. Ја ќе ти Тие да кажам, бидат центрипетална, центрифугална центар на сите процеси. Вулин секоја недела Пора нешто шеф на БИА. Тоа е на Вулин секоја Безбедностна недела го информативна повторува. агенција, Да, така. он секоја недела го повторува тоа. Апсолутно. За српскиот свет. И сега пак ја кажам, слепите нема да видат, клубите нема да чујат. Сега, Во аферата Македонска радио телевизија, да. анкети, Маријан Цветковски, кој е цимер, ваш нели член на извршниот комитет, или овој што го нарекоте популарен глумец, Димовски, исто му се спомнува името. Кој што е одреден да ги притиска градоначалниците да ги обезбедат тие 4 милиона евра. Уште еднаш ве прашам, мислите дека тоа се Да. веродостојни документи? Мислам дека се веродостојни. Дело тие имиња Од А до Ш. Ма дело тие имиња се случуваат, ви се појават и во случајот Делчевски ниви. Секогаш и секаде. Па тоа е тој кичен кабинет на Мицко. Тоа се луѓето од најголема доверба, кои што ги вршат операциите, кои што се надвор Го заташка, на граница или надвор го од заташка законот. со политички договор. Да. Случајот Делчевски ниви. Да. Делчевски ниви не престана да биде криминал и ден денеска е криминал. Па има СМС, И тоа пораки, донесува има комуникација, има цел случај. цел случај. Документиран 100-0. Но донесена е измена на КЗК, која што возможи тоа да се третира како што се третира сега, и има еден клучен момент. Повереникот на владата, кој што е близок на Заев, го смени исказот. Тој е клучниот. Да. Тој е клучниот сегмент. Ама јас сега за сакам да прашам. Делчевски ниви. Дали ако некој смени исказ, криминалот престанува да биде криминал? Ја мислам дека не. Јас мислам дека во нормална држава, каде што се земени пари, значи во Евана и државата има пари, не знам гледачите дали знаат, Евана не е 100% Има државен странска, капитал. Има државен капитал. ама тие капитали, тие пари се наши пари, твои, како што мои. како што и во Телеком има државен капитал. Значи крадењето на тие пари е крадење од нас. И заташкувањето на криминалот не значи дека криминалот не постои. Они со политички договор го покрија тоа што никаде на запад, во Европска унија кај што сакаме да идеме, не би било возможно да се покрие. И затоа они сакаат овие вакви Имавте имавте два обиди за тепање. напади, да. Два напади Да. имавте. Да. Дали поради Делчевски ниви сте тепани? Неделчевски ниве после тоа. Да. Значи нападот врз мене, Дали вас ве сомничат дека сте вие идеологот кој открива аферата Да. Делчевски ниви? Не мене, него мене и тебе. Они мислат дека ја и ти сме ги открили. Не за мене, не сум знал. Па. Фала многу сега за знаеш. информацијата, да. Вака се. Значи, да ти ја појаснам целиот тајмлајн, имаме време, така? Да, слободно, да. Значи, 2020 ги давам ја тие изјави дека, нели, они се таму легло на корупција и на злоупотреба на политичка моќ, дека има блуд и разврат, што мислам и денеска. Во партијата. Да, и дека преку Тоа е судскиот процес. Да, и дека преку кревет се поставуваат претенички. И они ме тужат. Тоа е 2020 во лето. Нападите доаѓаат 21 април и јуни, а Делчевските ниви се во есен таа година, кога се уште не се договорени со Заев. И само може да ти кажам една работа. Апропо тужбата, нападите доаѓаат усовршена линија. Значи, не успеале со тужбата да ме замолчат, онда ангажираат напаѓачи и тепачи. Во оваа прилика сакам да изнесам нови елементи од истрагата. Јас ти кажав дека 22 секунди недостасуваат точно од видеоснимката на камерата.
Мои сознанија најнови се дека луѓе од полиција кои што ја правеа истрагата се замешани за да покријат други полицајци, за да не искочи голема афера дека во име на партијата ми има нападнато припадник на специјална единица. Само да докажам. Значи, целиот случај е прилично голем. И тој се поклопува совршено со судскиот спор. Меѓутоа, ја во тоа време не знам за спорот. Ја дознав 23-та за спорот, кој што, by the way, го добив, ги победив на суд во Смаровците, или комитите од AliExpress. Значи, тие чека 9 мај. Да, добивам закани секој ден за 8 мај. Значи, чека 9 мај да. За трета среќа, значи да. трет. Ама не беше тоа два напади. Ја имав напад и за време на подпишување на Преспанскиот договор. Пред собранието. Тоа бе оно, да, има едно дете кој сега. Од аеродром дете. Има едно дете кој сега во Англија. Да. Па му има кажано на овој, како се викаше, Ивица Коневски, дека добил налог од Мицковски да ме нападне. Не е на Ивица Коневски, ми има кажа на мене. И на тебе. Но гледај, мислам дека не е Мицковски, туку е вториот човек. Може Мицковски има дано налог, но муабетот што му е кажан... Не, всушност не, се извинам. Врските со Палчо се направени со помош на еден новинар, по инструкции на вториот човек на партијата Александар Николовски, по неговото кажување. Да. И Палчо е инструментализиран да го растори отпорот за промена на името. Според мене, сега ќе се јавам таму од затвор, ќе пишува, негов проблем. Не ме интересира. Љупчо. Јас го видов кој тип на човек. Он беше спојката меѓу Верушевски и Мицко. Христијан Мицковски. Да. Па добро, на прашање на овие од Инфомакс колегите. Тоа си го кажуваат они? Да, на прашање на колегите од Инфомакс, паши. Да. И твои? Да, Мицковски, па со мој колеги као новинари. Да. Па видите, сега кога видите кои све колеги се, тогаш и срамоте да се кажете дека сте новинар, но ајде поширока смисла на Еве, јас сум првиот политичар што станал новинар. Вие имате 9 интервјуа за оваа емисија, значи апсолутно заслужувате да бидете третиран ко новинар. Имам и легитимација. Да бидете третиран. Да не ја покажувам се. Да бидете третиран ко новинар. Но на прашањето. Не, ја имам легитимацијата за да се заштитам од хордите и политичката мафија и подземје. Петровски. Јас не сум некој што цензурира или одредува кој ќе биде новинар, кој нема да биде новинар. Секој што сака да се бави со таа професија, пола збор нема да кажа. Ама треба да има кодекс, така? Се обиде Трајко Славевски да ги денунцира новинарите или колегите од Инфомакс, зарем на нив ќе им верувате, па да, кога вие сте им верувале 10 години на тие луѓе, тога зошто јас да не им верувам пола година во целата работа, секој има право да се бави. Јавност определува кој на која страна е, што е, како функционира и како работи, но да се вратиме на клучното прашање. На прашањето што мислите за малиот Александар Верушевски, Мицко си рече дека тој за него е патриот. Така што вие сметате дека спојката тука е Љупчо Палевски Палчо? Да. А дали не ти се јавил на тебе што ми го напаѓате лидерот после емисија со мене? Јас вообичаено не кажувам индискретни работи. Нормално е да се јават ново луѓе и да се захранат на секој. Ја ќе кажам, стариот Верушевски е потпишан во моето политичко досие. Мене ме дерегистрира. Јас сум веќе 8 дена пратеник. Значи тие едни исти имиња цело време се појавуваат во тоа едно милје на македонската жабокречина, кој што однесе Македонија на дно од Европа. Преска кажавме како ја нарековме, не папокот на светот, него другото. Значи, тие луѓе, тој квалитет, односно неквалитет, еве кај ја однесе Македонија. Ја ќе ти кажам најиндискретна работа. Сакам да остане трага. Оливера Трајковска, пред трето лице, во кола, ми има кажано, апропо Нью Йорк, моторите, тепачките и така натаму, дека, кога сум бил председател на подмладокот и кога сум бил пратеник, кога Палчо го формира неговиот тоа Зум и како се викаше другиот вестник, одма по доаѓањето на ВМРО ДПМН, на власт 98, дека е викана во одредени структури, каде што им се давани тези како треба да бидеме дискредитирани во јавноста и како треба да се формира една поинаква слика за нас.
И истата ми рече, не треба се бавиш со политика пред 15 години. Петроски, не знам за тоа. Јас знам. Еве, например, јас можам да кажам дека во 30 години кариера никој никогаш, не за вас, туку за ништо, ми нема давано ниту документи, ниту на информации, ниту сум бил дел на некој процес. Со вас сме се газеле по интервјуа. Да. Биле брутални, биле да. тешки, биле тешки Да. интервјуа. Машки интервјуа. Биле машки интервјуа да. и никогаш немало ниту долни намери, ниту подземни игри така натаму, ниту имало ни плаќање. Ама има новинари од 90-та што соработуваат со тајни служби Ја за и добиваат инструкции. Значи, јас никогаш не сум сакал за мотор да ве прашам. Не сум сакал да ве прашам за такви бенигни работи, со вас сме полемизирале за клучни работи и сме се конфронтирале за клучни работи каде ќе оди Република Македонија, бидејќи сме се разликувале во тоа како ги гледаме процесите. Овие 9 интервјуа има допринесено повеќе за Македонија од 99% политичари кои што се на плата и слепо црево на овој народ. Некој да биде да се заамбицира, да речеме или да се крлежи. Да ги симни тие интервјуа во печатена форма, тоа ќе бидат 10 капитални книги кои ќе можат да отсликат еден многу битен период од историјата на Република Македонија. Јас ги правам затоа што ти кажав одамна. Весници нема, хроники на времето нема, ништо не се печати, ништо не се чува. Македонска телевизија не се грижи за видеоматеријалите. Ги нема седниците од 2001 промена на уставот ниту една секунда. Ги нема дуелите на Љупчо и Бранко. Ништо нема од кое што можеме да ја реконструираме историјата до пред 5 години. Ама преку овие наши емисии многу лесно можеме хрониката на времето да ја видиме. Кој ви рече да ја земите архивата на Лазо Колишевски? Не ми рече никој, бидејќи јас сум за нив архетип на непријател во идеолошка смисла, меѓутоа знам каде е и сум ја видел и креата е што не е истражувана. Има два дела на таа архива. Јас сум ја видел архивата. Има два дела на таа архива. Едниот дел мислам дека е во Ману. Во Ману сум го видел делот. Да, и има мислам еден дел. Сега и не е дозволен за пристап. Мислам дека има еден дел кој завршува кај Јован Павловски, писателот Јован Павловски. Тоа не знам. Мислам дека книга има пишано за Лазо Колишевски, Манчо Митерски има пишано книга, мислам дека Јован Павловски, ако нема напишано, планираше да напише книга. Татко на сега судиката на Уставен суд Ана Данева Павловска. Да. Таа архива на Лазо Колишевски, тоа е оној сегмент Маријан Ѓорчев, па подоцна скажувам дека сум имал неколку средби на кои Никола Груевски ми кажува дека Лазар Колишевски врз база на проучување или слушање некои негови говори во текот на 80-те години е символ на патриотизам и на македонизам во споредба со овие сегашни структури на СДСМ или на левицата. И на ВМРО. И на ВМРО. Или ВСМР. Така, и одена се отвара тој процес, дали статус квото во еден временски период, токму преку Никола Груевски, сакал да го направи тоа што Туџман го направи како процес на помирување во Македонија. Види, помирување требало да има, меѓутоа помирувањето не може да го прави Маријан Ѓорчев или Мицко. Помирувањето го прават службите Петровски. Бидејќи Хрватска гледате сега, да има помал резултат ХДЗ. Од целата таа структура која го носи Туџмана, тоа се Мустач, Перковиќ кои завршуваат во германските затвори, тоа се службите. Помирувањето го прават службите. Така е. Во Белград владаат преку Вучич, во Загреб владаат преку ХДЗ, во ова констелација на односи не владаат преку СДСМ, туку владаат преку ВМРО ДПМН. Комбинирано. Значи, помирувањето не е заради добробит на општеството, туку заради целосна контрола на општеството. Бидејќи они се диспрезираа во сите партии, се диспрезираа во сите медиуми, се диспрезираа во големите фирми. И они пак владеат. Значи, ние го имаме континуитетот. Осменја ликот. Да. И, или статус квото, што јас го нарекувам. Да, Србија и Хрватска никогаш нема лустрација, а Македонија имаше недоволна, комична, нецелосна лустрација, која што Фрчко се обиде со закон да ја избрише. Меѓутоа, јас ги објавив книгите за лустрираните и мислам дека ми е тоа еден од побитните доприноси како граѓа за историја на македонската држава и македонскиот народ. Маријан Ѓорчев, кој е амбасадор во Бугарија, претходно Благоје Ханџиски Бугарија и Грција, вас ви се јават како главни идеолози на тој конфликт Скопје-Софија. Во интерес корис или како да речеме на ВМРО ДПМН. Ова се многу суштински работи, затоа и ги поставам много внимателно
ги поставам бидејќи утре ќе се јави после емисијата Маријан Ѓорчев, ќе се заканува и така натаму, а ние во неколку емисии кажавме дека Маријан Ѓорчев на чело на млекара, тоа кажуваат некои луѓе кои се веќе починати, нели да не ги спомнам имињата, по одредени лобирање на Тито Петковски. Гледате целата таа линија. Сам си кажа за млекарата. За млекарата. И за операциите во Бугарија, па тука кажа. Тука кажа во емисијата. Што ако се јави? Така е. Нека дојде на дуел. Вие бевте Главен на дуел, ќе дојдам. Вие бевте главен негов лобист на Конгресот Охрид 2003 година. Да. Вие Тоа ми е собиравте една од најголемите заблуди во живот. за Маријан Ѓорчев. Да. И тоа затоа што мислев дека е ВМРО-ец. Ама он тогаш не го спомнуваше Лазо. Значи, тогаш беше common sense во ВМРО, здрава логика и разум, дека тоа е левата страна. Дека тоа нема врска. Па и за него немаше врска. Затоа што он го постави споменикот на најголемиот десничар. Да не речам ултра десничар. Тодор Александров. Да. Тој е непријател и на левичарите, но е многу голем непријател на колонизацијата во Македонија. Јас сум прочитал преку 100 надписи за негови упади во Македонија и тероризирање на колонистите. Па тоа ги има во политика. Пред неговото убиство, 23-та, 24-та, 22-та и така натаму. Пред локалните избори 2021 година, да. Вие сте замолчени како мериот Конгрес. Ја не сум мериот Конгрес. Добро, такава е стигматизација. Значи, гледате, 2021 година пред локалните избори. Да. Иако нели како да го дефинираме ако не мериот, еве коалиција или собирање на потписа смена на Христијан Мицкоски или за Конгрес за смена на Христијан. Јас се потпишав. Сум ти кажал. Целата таа структура е маргинализирана, умртвена и инструментализирана и никој не му се спротивстава на Мицкоски на локалните избори 2021 кај што тој. Јас да. Добро, говорам Освен мене. Говорам организирано. Тоа беше пуче лопта растресе друштво. Значи не излегува ни Ивица Коневски во аеродом, значи воопшто. Па оние се отидени у Белата палата. Да. И таму се веројатно и сега. Па добро, во тој временски период луѓе од мериот Сашо мафтал со знамиња во Карпуш. Па добро, тој време, да, во тој временски период луѓе од мериот коалицијата и во Инфомаксима отидено. Не знам. И разговара, но не е важно. Не знам. И сега имате повторно маргинализирање на сите опозицијски структури ВМРО против Мицкоски да не одат на избори или додат осакатени на избори. Вие во оваа емисија кажавте дека некаква Груевски вашата ноември лани. Да. Дека ако Груевски се врати или ако подржи некој ќе има 20 пратеници. И се уште стојам. И одеднаш проектот Даниела Арсовска, кој требаше да биде замена за Мицкоски, се сведе во 6 месеци да биде среќни ако има еден пратеник. Која е таа рака? Кој му овозможува на Мицкоски и на локални и на парламентарни избори да нема опозиција? Внатре. Според мои сознанија, направена е сериозна интервенција во Будимпешта, при која е побарано од властите на Орбан да му се предочи на Груевски дека не треба да се меша во изборите, дека може да направи сериозна штета на Мицковски. Тоа е на онаа линија што ја зборев дека у затвор да отиде, 20 пратеника ќе има. И тоа го мислам. Да се врати, да оди во затвор. И од таму листа да има. Како Јанес Јанша, како разни. Дека 20 пратеника ќе има. Меѓутоа... И рековте, тоа е сценариото како Груевски може да се врати на политичката сцена. Тоа беше. Меѓутоа, овде сега, во овој комплот, нели, преска зборевме за Албанија, за застојот на Македонија кон Европска унија, проблемите у Косово, проблемите у Босна, проблемите у Црна Гора, сега можните проблеми веќе и у Хрватска, значи се тресе сериозно Балкан. И една линија од Москва, Будимпешта, Белград до Скопје многу лесно може да се повлече. И мислам дека е повлечена. Интервенциите се на таа линија да не се засмета, затоа што мислам дека можеше Груевски да го поремети многу целиот процес и можеше да биде утре владин партнер при, како се вика, патот кон ЕУ на Македонија. Сака да кажете дека проруски структури во Будимпешта му предочиле на Груевски нешто и го убедиле да не се конфронтира со Мицкоски? Да. Не проруски, туку државни структури на Унгарија.
Средби на Добро, вие добро знаете. средби на Груевски со одредени лица Да, па вие добро кои знаете се во дека Будимпешта, кои Ива Морода па не ги обвинуваше, ги спомнуваше тие лица дека биле во Будимпешта, дека имале средби со Груевски. мислам дека му ги покажале на фотографиите на Груевски, Никола да. Груевски. Но не зборам за некои пророски недефинирани структури, тоа се структури на државата. Затоа што добро знаете дека Орбан е мост меѓу Москва и Трамп. Да не речам Москва и Вашингтон. Он е мост, он има империјални амбиции кон Балканот, он делува од позиција на монарх на Австро-Унгарија, тоа е видливо. Он пред 10 дена прими 15 медаља од Додик, кој што е, како да кажам сега, дел од држава, не е он држава. Така почна првата светска војна. Сараево. Со убиството на престолонаследникот Фердинанд. Ма ние не читаме историја. Значи, оној кој не Или читаме српска Така е. некоја историја која нас всушност не го пери. Оној кој не ја знае историјата, осуден е да ја повторува. Овде ќе дојде до неминовен судир, кој што ќе личи. Не мора да биде војна, но може да биде као Казабланка, подземен. Значи, само да завршам. Ќе дојде до неминовен судир меѓу интересите на Москва и на Вашингтон. И тој се одвива пред наши очи. Знаете ли кој беше Кој сака да го види? Кој беше начело на медиумскиот систем? Норбан, кај што се ова Курир, целата таа структура, Алфа, телевизија, дел на тој систем. Беше главна уредничка на медиум во Бугарија. И се одеднаш имате Верхели, кој е гласноговорникот на Орбан во Европската унија, кај што вели дека нема да има репроговарање за францускиот предлог. Туку дека тој е усвоен. Што значи тоа? Тоа значи порака до Белата палата дека нема. Ама палатата ја знае пораката? Ја знае пораката. Па да. Они знаат дека мора да го променат уставот. Они само викаат, да го промениме од фотелја, од власт. Мислам, фарса е дека се они против промена на уставот. Кое дете е нашо дете кој би го заменило детето на статус-квото Христијан Мицкоски ако не формира влада? Бидејќи анкетите покажува дека Мицкоски ќе победи на изборите, велите дека тоа ќе биде пирова победа. Да. Во голем дел ќе зависи од резултатот во првиот круг на претседателските избори, ако излезноста е некаде 51-2%. Толку ќе биде Тоа максимум. е цирка некаде околу 940 до 950 И помалку. гласови, може би помалку, зависи. 900.000 според мене. 900.000 гласови, како што велите. Ако се некаде 200-220.000 албански гласови, тоа значи дека остануваат околу 680.000 гласови. Тамо е Стефче Екимовски, Максим Димитриевски, Билјана Ванковска, ајде да речеме тие да тежат некаде 100-120 Така, и до 150 може би. До 100. И ако имаше тамо доволно памет, може да направите една коалиција која ќе И беше 200.000 ќе има. сериозен Да. играч на политичката сцена, што ќе рече дека од тие 680, ако вие знаете, тоа ќе спине околу 550.000 гласови кои ќе ги делат, ако не и помалце 520.000 гласови кои ќе ги Двете делат партии. Города Населјановски и Стево. Стево Пендаровски. И нема да има. Тоа се бројки под бројот на гласови на локалните избори. Така е. Од прилика така ќе биде. И тоа е очигледно. Кампањата е неинвентивна. Ова е тапа кампања, нема полоша кампања во историјата. Никад не сум видел на од Македонија. 90-та кампања за која што биле помалку заинтересирани луѓето. Никој нема по митинзите, освен тие што се возат у коли и идат лево десно. Кјумур, тапа се митинзите Да. и на едни, и на втори, и на трети. Да. Мој заклучок е дека на народот му е доста од големите партии, доста му е од корупцијата и вака ќе кажам. Возам на кај тебе или возам по Скопје, гледам стотици билборди, цели згради. Не знам дали народот знае дека народот плаќа за тоа. Не плаќаат партиите. 10,5 милиони евра кампањата ќе чини За медиумите. за медиумите само. Значи Кај што се 10,5 прават непостоечки медиуми. од Албанија медиуми има. Јас, например, како Има медиуми од Албанија. во Го центар, гледам списокот. порталот во центар не конкурираше, бидејќи не сакам да земам. И паметно. Не сакам да земам Паметно. од партиските или политичките пари или од Паметно. овие За да не викаат, еве ти си го за купиле, ВМРО го или за направиле. СДС или Значи за DUI. одлучивме, не конкуриравме, Паметно. свесно не конкуриравме. Ама народот треба да знае дека сите билборди што ги гледа се платени од негов Па џеб. имаше афера, Ја израчунав колку е тоа. имаше афера портали. Да. Тоа е на претходните пред избори. 4 години. Фалс портали. Фалс портали. Пак од Белата палата. Гледате, го нема портпарол од сега, воопшто не Да. се појавува, го скрија. Да. Кочуваат. Не го скрија бидејќи беше таа афера направена. И друго има.
И друго има. Скриена бидејќи не поделил како што треба, предпоставам. Значи, пак ја кажам, 10,5 милиона евра Ке делат медиумите ќе плати државата за кампањата. од наш джеп, од сите нас. 5 телевизии ќе поделат уште толку бидејќи пред почетокот на кампањата се смени законот за финансирање на. Сега, тие 10,5 милиона да им разложам на граѓаните убаво. Тоа се 5 евра по човек, тоа се 6 леба од нашето кесе кидат да го јадат партиите за они да се рекламираат. И после ќе добиваат по 3 евра по глас 4 години нанапред, значи од прилика околу 12 милиона евра, награда од нас за нив, затоа што ние сме гласале за нив. Ова го нема од Тунгузија. Ова го нема никаде на светот. Ова е најголемата и најкорумпираната операција пред наши очи за која што народот нити знае, нити се интересира. Кој е за вас, според вас, најголемото изненадување на овие избори? За мене е на некој начин, ајде да не го дефинирам како пат, меѓутоа недоволната агресивност, недоволната присутност на левица, на Димитар Апасиев и на Билјана Ванковска, како да потона во оваа изборна кампања? Ја би му дал предност на Стефче. Стефче ќе му се. Да. Стефче ми се допаѓа, ја потпишав за него. Потпишате? Да, потпишав. И тоа е моје право. И го искористив. И не се сомневам дека сум направил добар избор. Затоа што, да, он има малку нетипична, он има така малку носталгична кампања, меѓутоа има глас, има стас, има лик и има поддршка. И ќе видиш на изборите дека Немојте, кажавте за Груевски 20 пратеници, па се направи операција во Будимпешта. Па за Даниела кажавте, па еве сирота нема ни изборни листи во 6 изборни, туку само во 4, тоа не се. А тука мислам дека која смири? Некои други се умешани. Така е. Па, добро, и истата оваа структура, нели? Може да се. Кој помагаше 2021, му помага 2024 година на Христијан Мицкоски. Сега ја мислам дека они се плашат да се умешаат од проста причина што ако не бидат добри резултатите, ќе дојде некој ќе ги обвини дека ради нив тоа они засметале. Така што останува единствено јас да им пречам и оваа емисија, па да видиме дали ќе дојде до некоја нова тужба после емисијата. 1 сат и 22 минути, ќе закружиме некаде 1 сат и 30 минути. Ајде. Овој Јас се загревам уште. Па имам уште милион праша, но знаете, имам некоја размислување. Втор дел ќе направиме кога треба. Па можеме го прв и втор круг, ако направиме 100.000 сега со оваа емисија, ајде ако направиме 100.000 со оваа емисија гледаност, Значи имаш карт бланш кога сакаш да ме повикаш ќе дојдам. Лјупчо Палевски Палчо. Не го враќаат од Турција. Па чудно, нели ќе беше вратен брзо. Пишува писма, нели, не го враќаат од Турција. Хакан Фидан, министр за надворешни работи на Турција, кој го гледат како потенцијален наследник на Реджеп Тајип Ердоган, а до пред една година и неколку месеци беше прв човек на МИТ или турската служба, тој треба да го потпише, тој не потпишува. Велите Лјупчо Палевски Палчо е проект. Да, навистина е проект и то се оно што лошо се случува изминативе 30 години, гледате се прожима, се просликува преку тој човек. Јас во оваа емисија кој се за мембарите пред 2 недели имав анализа за како е растурен кланот Грчец и како е убиен Панче Жежовски, старецот Панче Жежовски. Бидејќи ако сите ние го свртевме имењето на Вања Ѓорчевска, ајде таму можете нели да речете бил испаничен, па се кренала јавноста, па во таа паника седнал и го направил тоа што го направил. Овде кај Панче Жежовски тоа е филигрански испланирано. Дури по стариот пат од Велес кон Скопје се вози за да не може да биде фатен од камерите на наплатните рампи. Некој на тој Лјупчо Палевски и му дава информации и стои цело време за него. И тој, вие велите, учествува во проектот на разни битувања на операцијата 2018 за промена на. Иако тој мафтеше со некои случаи Атлантис, со некои досие Атлантис и така напред. Сум го барал тоа досие, не може да дојдам до него. Тој располагаш или беше дел на Не знам. досието? Јас сум го барал да го прочитам, знаеш дека имам како да кажам, интелектуален куриозитет, онака сакам да истражувам, да читам, да анализирам и така. Не сум го видел тоа досие. Она што го знам е дека човек кој што го оформил старт и Зум, кога сме дошле на власт,
Ова што е денеска Твитер, плюкање, измислување на лажни вести, ставање на лоши слики, ставање на денунцирачки наслови и така натаму, тие беа негови проекти против ВМРО. Он го ставаше, Лјупчо го става у лудачка кошуља на насловни страни. Кашука бе не тепа прави. Да. Цело време се пуштаа дезинформации. И сега одеднаш тој човек дојде као проект на ВМРО, мене тоа не ми е јасно. Или они се дел од номенклатура у позадина, која што само се поместува напред и назад. Ја друго објаснување немам. Да поместуваш ти од една страна Гордана, од друга страна овој, од трета страна Маријан Ѓорчев, Лазо Колишевски. Да ги влечеш како пиони. Напред, На назад. некоја шаховска Да. табла. И затоа, например, денунцирањето према мене или према тебе оди така. Оти не може да ни најдат НЗС. Па дори ако ќе видите, да речеме, и ке Палевски, и ке овој што беше во притвор однесен, Да. за одње парите од Да. познатиот олигарх во Република Македонија, па тамо политичарите не се третираат колку што се третирам јас, моето семејство, сопруга и така натаму. Абе, ќе Со- видиш со на... нај- со нај- со- Ќе видиш на 8 мај, не ти пишуваат. Не, сега за сега не. Мене секој ден. Сега за сега Ја им викам, абе, што да чекаме до 8 мај, дај одма да бидејќи видиме. некако им е падната кампањата, дури Да, издишане некако балон. им издишана Да, кампањата. издишане Има балон. многу поголема агресија Ама и во паднате настап. и рейтингот. Значи, рейтингот забрзано паѓа. Минус 2,5% има ту кампања за Гордана, а да се чудиш, Стево Пендаровски има плюс 2,5%. Скоро си изедначени. Петровски, Сега, пак слепите нема да видат, глувите нема да чујат. последно прашање. Пред неколку дена излегува Зоран Заев. И во оваа емисија беше прв пат кажано за тие 3-4 ќе испадне на крај 6 средби на Зоран Заев и на Христо, 6 средби на И Зоран. забележени, документирани. Документиран Зоран Заев и на Христо Мицковски. Зоран Заев дава подршка на другарот Димитар Ковачевски. Значи некој, тоа е по мене безбедносна операција, да се разбере. Значи некој му има речено на Зоран Заев, и тоа не е само вербална подршка, туку му е речено веројатно сите логистики што му се ставани на располагање на Мицковски, потем кој не иселава СДСМ Ѓорчев, други општини така натаму и така натаму, да им се каже да се вратат назад. Значи едно од циглите во тој зид, заедничка влада, Мицковски, Заев, заедничко договарање е извлечена. Очекувам дека барем уште 2 или 3 цигли во пресрет на парламентарните избори ќе бидат извлечени. Како ви го толкувате, ајде да завршиме емисијата со тоа прашање. Токму како што кажа, значи комодитетот он не би си го нарушил со вакви изјави. Нема потреба, он е богат човек, он е добро ситуиран. Он си тера, си прави што сака, ја заврши неговата агенда. Меѓутоа, влијанието негово е неспорно. Сега на тоа влијание негово се надева Мицковски, меѓутоа мислам дека ќе поентира кај СДСМ, дали преку Таче или преку Филипче, не знам, можно е да направат удар после изборите да го инсталираат Филипче. Муабетите што ги слушам јас е дека тука сакаат прегрупирања, меѓутоа они никад нема да ја преферираат поблиску ВМРО отколку СДСМ. СДСМ е нивната матица и нивниот извор како на влијание, така и на финансии. Петровски саат 1 сат и 20 минути. Ако емисијата оди повеќе од 100.000, еве не повторно на интервју помеѓу прв и втор, јубилејно, ако не по завршување на парламентарните избори во Република. Еве само за крај да кажам, нека ме запратат и на мојот YouTube профил. Имам и ја таа варијанта за мемберси, таа е најефтината ставена, ама таму нема политика. Таму анализирам книги. Значи за моите мемберси не се многу 2-30 луѓе. Анализираме книги, дискутираме за историја на Македонија, па ако некој сака, е добре дојде. Фала многу стрике, се гледаме. Благодарам. Поздрав уште на чао. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со Филип Петровски, јас сум Васко Евто, почитувани гледачи. Се надам дека ви се допадне интервјуто. Ново дружење со вас кои сте мембар се користите опцијата membership, на канал Васко Евтов, вторник 22 часот и 30 минути, значи непосредно пред гласањето на 24 април во првиот круг на претседателските избори. Со вас кои сте редовни гледачи, ново дружење недела во 22 часот. Ви реков одлични интервју со Филип Петровски. Се надам дека ви се допадна. Многу работи се кажени. За 3 дена ќе гласате во првиот круг на претседателски избори, ќе гласате така како што мислите или така како што ја гледате иднината на Република Македонија. Што и да одлучите, тоа е ваша одлука. Вие ќе ги користите придобивките или лошите страни на таа одлука. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си.